Над 700 видови растенија и над 220 лековити билки кои се исклучително значени за фармацевската индустрија поседува државата и источниот регион. Ова е исклучително важен потенцијал кој може да биде една од главните извозни гранки на регионот, но нема луѓе кои истите ќе ги собираат и ќе ги предаваат на фармацевските компании. Не се случуваат некои процеси кои што се иселуваат млади луѓе, се иселуваат комплетно цели села, значи се соочува државата со недостаток на собирачи. Интересот расте, од друга страна пак, меѓутоа интересот на бизнисот, на бизнис секторот и кога ќе ни се отворат вратите кон Европска Унија, тој интерес ќе биде уште поголем, бидејќи овој ресурс е од огромно значење за фармацевската индустрија во Европа. Од друга страна, недоволната грижа и неправилното собирање во опасност доведува многу видови кои час поскоро мора да бидат заштитени. Првиот вид Juniperus communis, модерата смрека, е широко застапена во Македонија, значаен вид пред се како хабитатен вид. Вид кој што представува подлога и основа за обновување на шумите во Македонија, од дабовите, буковите, еловите, па дури и се проширува на високопланинските пасишта. Вториот вид е мечкиното грозје, Arctostaphylus ursi. Зашто е избрано баш да се мониторира, односно да се следи и да се прати, да се одреди количината на мечкиното грозје, затоа што овој вид е загрозен и во рамките на Европа, па и пошироко, најчесто е категоризиран како вид загрозен, а во соседните држави кај нас дури е ставена црвената листа на загрозени видови. Токму и поради ова, екологистите и биолозите се собраа на едно место да најдат баланс помеѓу собирањето и зачувувањето. Нас важното е, основното е да намериме баланса меѓу опазването на околната среда и ползването, устойчивото ползване на ресурсите. Така че хем да запазиме природата, хем да позволим на местните общности и на институциите да получават приходи од устойчиво ползване на ресурсите. Дел од можностите за зачувување на биолошката разновидност се изголемување на мрежата на заштитени подрачја, поголема ефективност при управувањето со биодиверзитетот и планирање за управување со земјиштето.